Денес имаме прилика да видиме уште една града слика во центарот на Кочани. Најсвеж пример е поранешниот простор на противпожарната единица во која се сместени просториите на Сојузот на пензионерите од Кочани и просториите на инкасаторите од КЈП Водовод, место каде што има голема фреквенција на граѓани, а воедно и избирачко место. На ден 17.3.2013 година советниците од редовите на ВМРО ДПМНЕ, предводени од градоначалникот Ратко Димитровски, си земаа за право да организираат фудбалски надпревар каде што ги одмерија силите со УМС на ВМРО ДПМНЕ. Новата спортска сала во дворот на основното училиште Никола Карев, која 4 години беше во изградба и се уште официјално не е пуштена во употреба, беше злоупотребена од страна на горе наведени. На брзина работа не бидува. Како што вели нашиот народ, во очи Божик прасе не се гое. Сето што го направивте во овие 4 години се сведува само на едно. На повеќе се обрани 3 милиони евра од граѓаните на Кочани, од нивните џебови, и тие пари ги потрошивте во 3 или 4 фирми, а за возврат кочанчани не добија ама баш ништо. Сега, во оваа прилика, ве подсетувам, не ја наградувајте со лошите плакати, со лошите пароли под зидовите убавата слика на Кочани. И на градскиот трговски центар, и по институциите. Ние, практикувајќи локалната власт, за најубавиот дел од градот, а тоа е овој, за нас, трговски центар, ќе го реализираме проектот еднолично и целосно покривање на овој простор, значи еднолично, целиот простор од почетокот до крајот ќе биде покриен со една иста слика, а воедно во истиот ќе насадиме повеќе зеленило, хортикултурно уредување со повеќе цвеќиња. И тоа ќе биде уште еден додатен имидж за нашиот град покрај Кочанската река, со кој ќе бидеме препознатливи и граѓаните на Кочани ќе се гордеат со него. Тоа воедно ќе донесе и малку поголем економски подстрек во работењето на сите овие дуќани и сите луѓе запослени во